Овие неверојатни гледки имате прилика да ги видите сега, а во живо никогаш повеќе. Му припаѓаат на местото Хасан Кейф, што се наоѓа на крајниот југоисток на Турција, на бреговите на реката Тигар, на трасата на историскиот пат на свилата. Името Хасан Кейф е турцизирана варијанта од називот Хасан Кајфа, што на арапски значи карпеста тврдина и е една од најстарите урбани населби во светската цивилизација. Сето ова, заедно со неброените културни споменици, од кои се некои стари 12.000 години, набргу ќе се најде под водите на втората по големина, блискоисточна водена акумулација, браната Илису, чија изградба е при крај и чие полнење треба наскоро да започне. Хасан Кейф е една од најмаркантните населени точки во некогаш најберикетната земја во светската цивилизација, Горна Месопотамија, чиј животен крвоток биле библиските реки Тигар и Еуфрат. Првите живеалишта во Хасан Кейф датираат уште од неолитско време и се вдлабени во стрмните живи карпи што вертикално се извишуваат над водите на Тигар. Од тогаш, континуираниот живот во оваа населба никогаш не престанал и во неа своји траги оставила цела дузина светски цивилизации и династии, од кои ќе издвоиме само некои: Хуримитаниди, Асирци, Уратури, Медици, Персијанци, Римјани, Византици, Омеиди, Абасиди, Селџуци, Артукиди, Ејубиди и османлиските турци. Хасан Кейф е еден од највредните и најкомплексни културно-историски споменици на светот, што го потврдува фактот дека од вкупно 10 критериуми на УНЕСКО исполнува дури 9. Во тоа, само за споредба, ги остава зад себе и многу попознатите светски споменици, како што се египетските пирамиди, кои што исполнуваат 3 критериуми. Големиот кањон во Колорадо 4 или Венеција, која што исполнува само 5 критериуми. Наспроти сето ова, Хасан Кейф никогаш не се најде на списокот на заштитеното светско наследство на УНЕСКО, бидејќи Турција тоа никогаш не го ни побарала. Една од причините за тоа е секако и реката Тигар, која заедно со нејзината библиска сестра Еуфрат, уште во 50-тите години од минатиот век се нашла во развојните планови на низата турски влади за ревитализација на турскиот југоисток, наречени Југоисточен анадолски проект. Во последните 2 децении во рамките на овој проект, на реките Тигар и Еуфрат, Турција изгради 22 водени акумулации, со кои треба во голема мерка да го надополни дефицитот од електрична енергија и истовремено да наводнува дури 1,7 милиони хектари сува земја. Последната од овие водени акумулации е хидроелектраната Илису. Нејзината изградба започна уште во 2005 година и беше проследена со многу контроверзии, од кои најголемата беше прашањето како да се заштити светски вредниот културно-историски споменик Хасан Кейф.
Тоа беше причина компаниите и финансиерите од странските земји да излезат од првичниот конзорциум. Но турската влада не попушти. Формираше нов конзорциум и обезбеди собствени финансиски средства и од неодамна ја привршува изградбата на споменатата хидроелектрана со капацитет од 1200 мегавати и планирано производство од 4,2 милиарди киловат часови електрична енергија. При сето ова, турската влада, освен со домашната, се скара со комплетната светска археолошка заедница, која е на мислење дека Хасан Кейф не смееше да оди под вода и дека во најлоша варијанта требаше на археолозите да им се даде дополнително време да ги доистражат локалитетите кои со полнењето на езерото ќе бидат неповратно изгубени. На изградбата се спротивставуваа и бројните домашни невладини организации и друштва за заштита на човековите права и околината. Паднаа и тужби до Судот за човекови права, а изградбата на последната од низата акумулации во горните водени токови на Тигар и Еуфрат предизвика голема загриженост кај јужниот турски сосед Сирија. Имено таа 90% од вкупните потреби за вода ги црпи токму од реките Тигар и Еуфрат и стравува дека Турција во иднина може да манипулира со стратешки важните водени ресурси кои се од животна важност за Сирија. За да си ја смири собствената совест и секако гневот на домашната и меѓународната археолошка заедница, турската влада пристапи кон реализација на еден несекојдневен проект со кој се обидува да го спаси од потопување тоа што може да се спаси, со дислокација на повисоки точки. Проектот започна со пренесување на речиси 650 години старото турбе на Зейнел Беј, кое датира од времето на династијата Ак Којунлу. Со специјални подвижни платформи и преку посебно за таа намена направениот пат, турбето беше пренесено на сигурно, 2 километра подалеку и повисоко од постарата локација. Сега останува на ист или сличен начин да се пренесат уште неколку исклучително вредни културно-историски споменици, како што се Ел Риск џамијата, Средната капија, џамијата на султанот Сулејман и текето на имамот Абдулах. Тие ќе најдат место во новиот археолошки парк до новоизградената населба за 7.500 жители на сегашниот Хасан Кейф. За жал, станува збор само за споменици чија дислокација и транспорт се можни. Најголемиот дел од овој жив споменик ќе се најде под вода, а со него и остатоците од големиот мост изграден во византиско време, кој со векови наназад бил една од клучните артерии на прочуениот пат на свилата. Затоа, уживајте во овие гледки од Хасан Кейф, еден од најстарите градови на човечката цивилизација, и потрудете се да ги задржите во вашата меморија, бидејќи тој наскоро ќе се изгуби во длабочините на Вештачкото езеро, на хидроелектраната Илису и во иднина ќе се спомнува само во енциклопедиите како Нова Атлантида, но овој пат потопена од човечка рака.